Антонович, дали всушност бомбардирањето новиот депоа во Киев не е една порака од русите дека се уште не се откажуваат од далекометни цели, како предупредување на Западот за испорака на странски оружја за Украина, бидејќи русите гаѓаат од кај сакаат, кога сакаат, а се бунат ако украинците добијат капацитет и тие да ги гаѓаат од местата од кои русите гаѓаат. Мораме да внимаваме првен со оценки што и како, тоа што го покажале украинците на колешката и на новинарите, таму не мора да значи и дека е вистина. Имено, русите не би трошале туку така проектили за само да го заплашат Киев и тоа околу Киев. Се гаѓаат западните испораки за оружје. Двете страни, едната е таа, другата е русите утринава соопштија дека се уништени неколку магазини со ново софистицирано оружје дојдено од НАТО земјите. Киев се гаѓа, исклучиво се гаѓаат депоата. Што се однесува до Харков, Харков не е, го спомена и Харков, колешка Датовска, Харков е следната цел после Днепар. И тоа таму русите не се откажа да го освојат. Што се однесува до Киев, тие веќе беа таму па ги потисна. Па ги повлека, не се потисна, него се повлекува на Днепар затоа што им требаше дополнителни сили. Имено у три збора само да кажам, тактиката на русите беше да концентрират големи сили околу Киев за да ја принудат украинската армија да се повлече од Днепар, од Донецк и да го брани Киев. Кога видоа дека украинците не влегоа во таа замка, мораа да се повлечат од Киев и тргнаа кон Харков. На истиот начин се обидоа да ја излажат украинската одбрана во Донецк, да го брани Харков и Киев и да се повлечат. Меѓутоа тие не се повлекоа таму и оттаму тој конвој мораше да тргне во конечна пресметка во Донецк. Во Донецк се случува војна, русите имаат напредок, но има и 5 места каде што украинците успеале да ја вратат контролата. Значи таму војната бесне, а паралелно со копнената борба и офанзива, русите гаѓаат со далекометните тие ракети по депоата на новото оружје кое НАТО го доставува до Украина. Ако си приметил, Сашо, во минатото депоата беа околу Западна Украина и Лавив. Украинците одлучија да не се ремети тој дел на државата, бидејќи Украина е голема, да има некоја резервна позиција во случај на поголем конфликт, да може да бегаат амбасадите, да може да бегаат дипломатските представништва, да може да бегаат обичните луѓе и почнаа преку Киев да ја доставуваат тоа оружје кое е поблиску нели до Донецк, за да можат полесно да ја транспортираат преку железницата. Од друга страна, русите не ја гаѓаат железницата, бидејќи и нив им треба таа железница за доставување на материјали. Ја гаѓаат и тоа интензивно, ја гаѓаат вклучувајќи и мостови и пруги. Тие знаеш, едната линија ја држат која им треба и која ја држат. Она што ја знам дека рускиот план беше за 3 дена да го освои Киев. И не знам дали тоа било мамка за да се извади. Излегуваат други проценки. Ќе излезат и трети проценки, бидејќи не го освои. Наше е да ги анализираме она што го имаме како. Ова што го анализираме, се гледа дека да, сега русите се сконцентрирани на тие југоисточни делови и таму се водат жестоки борби. Проценката дека освоиле 20% од украинската територија говори дека тие претходно држаа меѓу 7 и 10%, значи ја дуплирале таа за последниве. Добро, Луганск е готов, цел е Луганск, Донецк е готов, Луганск е цел. Ќе видиме тоа колку ќе може да го држат. И што ќе прават после? И тоа е добро прашање. Дали нешто всушност ќе донесе промена ако нешто од овие далекометни оружја кои што Украина ги добија од своите западни сојузници всушност се стават во функција, бидејќи сега е ситуацијата таква што тие не можат да ги, украинците не може да ги гаѓаат русите, бидејќи се премногу далеку, а тие имаат доволно софистицирани оружје за да ги гаѓаат украинците. Добре, и сега што е тоа софистицирано? Едно од проценките е дека всушност Запад ја вооружува на овој начин на Украина за да може побрзо да се дојде до преговори. Дека избалансираноста на двете закани, на двете страни, па и уништувањата се разбира, може би ќе дојде побрзо до преговори. Па, тоа ќе видиме. Проценката дека у најмал, ова јас сутринава ги слушав и руските и западните проценки, и украинските, дека најрано оваа војна ќе заврши
околу декември годинава. Најрано. Зошто? Па белки нема да ги фатат снеговите, оти кои ќе паднат таму руско-украински снегови, тоа е секогаш. Доколку русите лоша продолжат со рецепт за- својата настојчивост, веројатно Украина ќе оди на варијантата да чека да дојде она генерал Зима, како што го велеа, и кој го победи